Поздрав на сите. I'm Poppy. Денес ќе реагирам на еден од моите омилени рапери кој направи видео за него пред една недела можеби. Кој не го погледнал тоа видео, во дескрипција го имате најгоре. Првен тоа погледнете го за ако кажам нешто овде што не знаете што значи, да знаете што значи. Затоа одете гледате го првен тоа. И да, ајде да започнеме со видеото. Океј, пак на почеток. Како и секој можен спот, почнува со стандарден текст кој се движи од одгоре надолу, кој стварно ме иритира, ама нема врска. Барем да ставил некој фонд рук, тој го оставил необичниот што го дава, како и да се викаше, заборев. Да, песнава се вика Watch Me Ball. Не знам ништо да очекувам од ова, ама ајде да продолжиме. Стандардни зави кои ги гледате во секој спот него. Океј. И тоа стандардно пеење кое го има во секој можна песна. Тоа што е со тој пуст глас кој не можам да прекинем да коментирам за него. Тогаш реков, барем аутотун да имаш искористено повеќе звучеше, ама тој не користи аутотун. Тега играјќето кој го очекував, кој изгледа на Майкл Джексон кога бил 69 години, чекај, тој умре порано. Фак! За сега песнава се вика, буквален превод од ова е гледајме топка, ама не е така, туку значи гледајме кај што играм кошарка. Се уште немам видено кај што игра кошарка, па да чекам да видам доен како игра кошарка. Ти ќе ми стани, мислам ја милен кошаркар. Уште не можам да прекинам да слушам тоа позадина. О мај гад, тој висок тон ушите ми ги истера. Добро, едно прашање, кој кур му е капата гризната, да му е гризна некоја мечка или сам си помисля дека е сирење, па гризна, јас мислам дека еден малца расистички шеги, мислам дека е нигер и си помисля дека е кокошка, да ни е пилешки крилца. Мислам дека така си помисли за тој гризната. Така ова не ме едитира, сам тој се зумира дали мораше. Тоа класично играње кое го видов и на претходниот спот, кое ми дава аутизам. Не знам зашто аутизам, ама нема врска тоа. Од овој може да добиете секаков вид на болест која не можете да излекувате понатаму во животот. Океј, се уште немам видено кај што игра кошарка, а песната е цела за тоа, дури пеј во цела песна за тоа. Јас не гледам овде играње кошарка, само гледам кај што стои во теренот за кошарка и гледам та пуста гризната капа, човече. Тоа позадинско пеење. Мислам дека човеков треба да добија награда за најдобар рафер. Оти, како што кажав на претходното видео, мислам дека може да го замени Eminem без проблеми, тоа се деси. И да, тоа е крајот на песната од мојот омилен рапер, кој се што сакам да објавува вакви песни, оти многу ме заинтересуваат. Јас немам некој посебен вид на слушање музика, ама вакви песни многу ми лежат на срце и ме тера да плачам. Иако сам од 2 стика ги повторуваше цела песна, ама нема врска тоа. И да, се надам дека уживавте во видео и се гледаме во наредното. Peace!